Здраво живо на сите. Ми сметаше. Ей, сум ги заборал, другар. Тух. Обетките, да. Здраво живо на сите. Поздрав до сите гледачи, нормално. Поздрав до прилепчани пред се, до спортистите, до байкерите, до рекреативците, па и сите останати што се познаваме. Секој ден прекрасен е, еве неколку дена. Значи април мојов месец, овен сум нормално, да. Уште една неделя ми е роден дено. Значи е се прекрасен, се попрекрасен ден иде. Ме разбираш, никако нешто да завари. Вчера малце се поднаморти нешто. Али мислев ќе врни, али ето, не си заврна. Прекрасно. Си дојавме да чупајте на планиња нормално. Многу убав ден. Појувај денешниот. Значи степени 22 негде има секако. По сатов што ми кажува. Не мора да биде точно, али температурата се чувствува секако како да има 25 или 30. Здраво за живо, уште еднаш на сите што ме познавате, а за тие не ме познава, Бован Богдановски, дипломиран професор по физичка физкултура, нормално. Односно физичко и здравствено образование. Имав еден професор, сега се подсетив со факултетов, да ви кажам. Викаше, на шо сте вие запишани, знаете и сите ние викаме, знаеме, знаеш, по старија генерација што кажувале, кај си запишан на див, кај си запишан див од по старија генерација. И сега вика, знаете вие што значи див и ние, некој кој ќе каже нешто, кој не знае, кој знае нема врска. Вика, друштво значи див, друштво изабраних фраер. И тоа некако, знаеш, како во последно си го размислувам, знаеш, искрено на див се запишуваат амбициозни луѓе, односно луѓе што ги бидува во спортот, нормално во таа бранша, така. Али амбициозни ги решам, бидејќи еве јас пример ги земам како за пример, се пронајдува во секој спорт, дали било џудо, дали било бокс, дали било гимнастика. Јас тренирав бокс долги години, се такмичев. Имам тренирано и гимнастика, имам тренирано и бадминтон, имам такмичено нормално, имам тренирано и фудбал. Така да, кој спорт и да сум го пробал, сум се пронајдувал, знаеш. Што сакав да кажам? Поздрав до другарчето моје Бован Митрески. Бате, убаво што не те послушав, што дојдов на планина и што го искористив дено, односно да седиме а пијаме кафе, знаеш, го зграбчив денов и откако почнав со возење на планина се чувствувам многу поубаво, многу поенергично, многу, како ти кажам, живото во нов правец. Се е поубаво, знаеш, кога имаш некоја активност, кога вежбаш, а не да седиш дома, да лежиш или дојдеш по кафина, по кафики, ресторани. Значи, се што правиш само да не седиш дома, монотонија да разбираш е убаво, а не пак да почнеш да спортуваш, например да дојдеш на планина, повозиш точак. Рекреативно не мора да така, или да појдеш теретана, исто така рекреативно, да си повежбаш, да потрошиш некоја калорија преку потните жлези, да ги сфрлиш сите токсини што во 21 век не е возможно да не примаме ние токсини од околината, бидејќи како што кажам на претходното видео, сите луѓе што живееле во село емигрирале во град и сега градовите се поголеми, се позагадени, фабрики, многу коли има во 21 век, така. Еве некои од државите почнаа да го забранува дизелот и го загадува воздухот, ама не се само колите, фабриките. И моментално се најдувам на овде пред оваа стазава што е Бобио има крстено ебачална, али не сакам така да се изразувам јас, па ќе кажам ова стазичево што е измеѓу селце стазата и измеѓу топташ и ендуро стазата, на средина значи негде. Од оваа страна можам да го видам таму, значи од таа страна ми е селце манастирот. Од оваа страна можете и да видите и вие, се наоѓа Прилеп, градот Прилеп.
Што ми беше муабетот, не го загадуваме, рековме, само колите, не загадуваат фабриките и останатите работи, туку загадуваме ние луѓето. Овде моментално можам да видам, за џабе Бобија има наречено е бачална, има многу идат со колите на вечер, да, и пра работи за возрастни. и многу џубре се фрла, знаеш овде? Да, многу џубре се фрла и мислам треба да почнеме од тоа да не загадуваме ние. Пример сега ова шишанче што носам, ќе испијам ја со вода нормално. Имам покажано многу видеа, штрак му правам на шишојде, директно овде батица, ништо не некошта и долу ќе се офрлам на некоја канта. Така, зошто не? Значи, прво да тргнеме од нас самите, па после од се останато. Муабето ми беше. Поздрав до Марковито чакџи, поздрав до Skyrидers, поздрав до сите байкери кои што уживате на планина, кои што се пронајдувате во спортот или во оваа рекреација. Значи, како што напоменав пред малце, уживам, значи не можам да ви објаснам како се чувствувам после овие неколку дена од кој е сончево, јас сум мојм пат, да, од кој во времето. Јас сум мојм пат, не можам да ви објаснам која енергија имам во мене, како на 40 години што имавме да пука тестостерона во облаци. Исто така се чувствувам сега за малце на 26 години. Замисли не сменив многу, почнав само да постам и да идам на планина со точеко, да возам скоро секој ден, ако не секој ден, преку еден ден. И не знам како да кажем, тоа ми дава дупла енергија. Не ми се спие кога ќе завршам на работа. Нормално од Савајле се станува секој ден во 6 сато, се оди имам часови. Еве денеска после часовите со учениците од 1 до 5 одделение имавме и вонредни часови со гимназијалците. Поздрав до Прилепската Прилепската гимназија. Поздрав и до колегите таму, поздрав до Стеро, поздрав до професорот Даниел, кој и поздрав и до Антон, поздрав рековме до професорот Даниел, кој ги донесе учениците 3-4 година да видат што е тоа фитнес и бодибилдинг и сето тоа. Некои дечките кажаа дека и одат во теретана, што е за големо бравост. Јас почнав во теретана некои си 14 години, военно. Значи, одев во теретана и тогаш и почнав и со боксот. Значи, сум одел и на бокс и во теретана, бодибилдинг, така. Па нека биде и фитнес, нема проблем. Муабето ми беше, не сменив многу, сменив само исхраната нормално, почнав да постам. Претходно исто имав така, да речем, добра исхрана, само сега што исклучив млечни производи и месни производи, нормално, да. Муабето ми беше поздрав до бајкериве, да изчистиме стазата. Знаете што, еве апел до сите, ако може, да се собериме, да изчистиме овде местово и кој може да ми помогне, пример од озгора, да ја поврзиме стаза, еве да направиме уште едно стазиче до овде, еве го стопира само меѓу време, ќе го пуштам да видите, еве да се види, значи, од оздола, значи, од градот до овде со точакот дојдов за 22 минути, значи и од овде има отприлика до 2,5 километри. Чекај да видам баш колку калории потрошив. Значи до овде потрошив 200 калории. Максимална срцева фреквенција ми дошла 123. Значи багатела, многу лесно. И сега до ова лесно стажличе можеме да дојдеме, замисли, за 20 минути. Некој има поспремни че дојде за 20, може и побрзо. Зависи, пример, се поздрав до Мозако, за електричен бајк, то може и за 10 минути од дома да дојде до овде. Ајде Марковито чакџи, ајде Skyrидers и ајде другите бајкери што не ве познавам, пишете ми Instagram, Facebook. Еве заедно со Бубан Митрески баш преска разговаравме и му реков да го изчистиме стаѓичето, а вчера разговара со Вико и таа ќе ми помогне што ја чупе и ќе ја поврзиме од озгоре некако, можеме да исечиме некој дрво, да копниме малце нешто. Така, зошто да не? Така еве и чупина, пример првото чупев што си има качено на топташ и јас лично што го познавам е Вики.
Поздрав до Вики. Сонцето му е. А Лалда е за храброста. Значи, такви личности ни треба. И чупината да видят такви и машките да сака да спортува и да се дружиме на таков начин. Со спорт да се дружиме, со рекреација, не да се дружиме по кафики и по кафани. Например, се тука гласна музика, и сега ќе си правиме муа, ќе се дружиме. Така да, сум го и поминал тие работи, не велам дека се лоши, убаво е да ги поминиш, а да не ги живееш тие работи на старост или да ги продолжиш тие работи, да останеш во таа бездна, во таа дупка, че речем, и да не можеш да излезеш. Друго што сакав да кажам, тајната на животот. И ова што спомна за енергијата, че ви откриваме на тајна, му кажував и на ученици, нормално повозрасни се тие. Му кажував на ученици од гимназија денеска дека тајната на животот, еве сега да се исклуча малце, да не биде само теретана, то нормално под дефолт си одиш во теретана, да. Идиш на планина, така, идиш со точак, идиш пешки, нема врска. Има луѓе многу настаро што планинара, има луѓе настаро што воза и се тие може би ги сватиле порано овие работи, може би некој подоцна ги сватил, ама сигурно некој ќе ги свати овие работи во животот. Што се случува, не знам ова е некој феномен, не разбираш. Идам на планина и сега отпочвава директна енергија во мене, во телово, и директна енергија имам од сонцето. И сега замисли, од озгора енергија од сонцево и од оздола енергија од почва од земјата, од самата земја, што имам натре што содржи, сите во мене, од озгора догоре. Значи цел со енергија, му кажувам исто и на вежбачије мој, му кажувам на сите што ги знам, феномен бате, феномен, една недела, идиш на планина и не можам да ти објаснам, значи завршувам после работа, енергија сум фул целио. Претходно имав паднато, така нормално ја скршив крлична коска, го набив колко и стегнав тука мускул. Изгледа други проблеми, дека имам сколиоза, лордоза, дискусијарнија, дископатија, така. И сето тоа малце ме закочи и поминав тежок период од јуни, сега сме април, што е малце скоро година. И замисли на тоа вежбање, че 10 месеци, мислам јас вежбав, правев одредени вежби, ама не доволни за мене, бидејќи јас сум вежбал цел живот. И сега цел живот спортувам и на некој цел живот што спортува да му направиш кака и да му речеш не спортува и поиќе, тој вате дефинитивно ќе се разболи, кажувам од искуство и замисли. Се враќам појак и тоа што бев, ќе будам не пута 2, ќе бидам пута 5 батица. И кога ти кажам, ова е тоа, ова е енергијата. Поздрав до локалците, поздрав до локалната самоуправа, ако можете и вие помогнете, имам многу пријателчина таму, како што ни помогнавте за топта штрката, што го изчистивме патот. Значи поздрав до граначалникот Борче, поздрав до Дејан Продановски председатело, поздрав до Владче, до Тони, до шефицата таму, до шефоите и сите останати председателите на УМС и така натаму. Сите другарчина што се познаваме, апел еве, ако можеме ова да некако да се спречи, да не се загадува, да направиме еве некое стазиче, да можеме да се рекреираме. Значи и ова го правам за мене, за сите останати, за сите што ги познавам, за дечината, најважно за дечината. Значи најважно за дечината, па после за се останато, да може да дојде на планина и нормално да се дружа на поинаков начин, да се рекреира на поинаков начин. Ајде, големиве фирми што се, сплотете се, направите нешто, зошто да не можеме топташов ние овде да го направиме водно. Значи овде топташ може да биде водно, бати. Ајде една жичара догоре, ајде горе едно кафуле, ете ти го водно, шо бараш фазла. Забрани онде долу кај песокливото, онде пред да одиш селце манастиро, стави една рампа тука, ајде тука да не се оди со коли, пешки нагоре, 100 точак нагоре да може. Така, имаме визија, така, ајде, фирми вложете, направите инвестиција, значи да бев богат, да бев многу јак, одма тоа батица, одма го прави. Значи, зашто да не се вложува во градот, туку да вложуваме, да не вложува тука странски инвеститори, да не ги зема парите, кој може ние да му правиме обрт на парите и да задоволиме многу луѓе и да има место младите, и да се рекреираат,
да спортуваат и останати работи. Значи може ова да ни биде нас водно. Поздрав! Почнувам да возам, не можам поиќе да зборувам, доста е. Значи тајната во животот ви кажав. Од оздола од земјата и од озгора вате. Бам! Енергијата. Че се качам од озгора сега чистуркам или чизвозам уште малце и после слегувам надолу по стазичето, па да ја видите стазата кој не знаеме и да смислиме некако да направиме некоја стаза да изчистиме. Интересна биде за возење за сите, дали за почетници, дали за некои што се навлезени во бајкерство подолго време, за сите останати. Like ми, subscribe ми и нормално, ајде, тука сме, кој е за возење, нека ме побара, думбалчето на YouTube канало, Facebook, Бобан Богдановски и располагам за сите. Ајде, тука сме, се гледаме, останете. И како што рековме сега, ќе се искачам малце нагоре, па ќе пробам од овој пато што го возиме на кај топта што е стаза, на кај ендурово, да скршнам малце десно, ако може нешто да се искористи, да видиме и подоцна да анализирам. Па ако дојде некој на припомош да помогни, ако не, сам со другарчето, со девојчето, ќе ја средиме стазата и да не биде, како што реков претходно, тоа вулгарното име на стазава, туку да ја дајме некој ново убо име, така? Извозив до овде. Сме овде, значи натаму продолжува пато и сега ќе се искачам, значи како што видим од прилеп, овде лево ќе се искачам и да видам таму од кај шумичката, од таму некако да направиме значи да почнеме стазата кај што покажувам. Чекај, хоп. Да бе, да таму некако ќе се качам од таму. Ќе се јавам. Од каци. Искачив до овде. Еве, кај сум. Да видиме. Значи да се памтиме. И овде некој си, не знам, некоја козија патека ова изгледа. Некој планинари ве има направено. Поима нема. Ама може и ова пример, сега да го поврзиме со долна стаса, така? Зашто не? Ќе продолжам натаму по парчево, да видам кај оди. Па, одиме по натаму. Ова е тоа што го барам. Што барам. Значи дрвца, значи да може да се направи на клупиче за седење, да имаме поглед натаму на планината. И после подолу кога ќе се спуштаме, ќе гледаме директно во градовата. Значи директно. Ќе го поминимо ова. Треба да се смисли. Ќе пробам уште малце понатаму да видам што е како е. Ама мислам дека од овде пример да не види место за одмарање, сенка, се направи некој клупиче, столиче. Натаму и да немам бидам на сни. Ека нешто ќе ми направи. Така ако немаш лоши мисли, ако немаш лоша душа, не треба да се плашиш од некој нешто, може во самоодбрана секој нешто така. Да, нека се одбрани. Неспоразум да се случи. Поздрав до Бобан Митрески. Бате, че те донесам овде и мора да ја сетиш ова енергија. За стазава што имам и ме гледаш, сакам да направам нешто. Поздрав до сите. Поздрав до Вики најмногу. Најголем поздрав до Вики. Очи имаш некој кој ќе се надополнуваш цело време. Значи ти учиш од едниот, значи обострано едниот, други учи, други едниот и така. Ме разбирате, знаете што сакам да кажам. Многу е важно да имаш некоја личност во твојот живот што можете да се разбирате. И јас сум, како ти кажам, многу богат во таа бранша на богатство кој ќе гледаме. Што имам таква сродна личност покрај мене и што имам две најдобри другарчина. Не може подобри да биде. Поздрав Борче Батица до тебе, поздрав Боби до тебе. И сега ќе се пуштаме клам кај цигата и нема поиќе да застанувам да коментирам, а Боби тебе мора да те донесам. И Борче, ајде брат, 3 години, трета сезона, уште се немаш качено на точек. 3 години возам. Знаеш колку ти сум замина далеку? Ко ти мене со джудото. Многу интересна работа. Ранчето,
Ave minimalice. I vidi sad, vidi. Čekaj da vidim. Ajde da vidim. Aj, gledaj sad. O, batica va. I сега уклавам ова директно овде, сега ќе видите од палуба фаул што ви зборувам. Телефончето овде. Сагаш батица од озгора, Андрей, сагаш. Але како сагаш, нема што ти кажувам. Иначе, новиот механизам на ското. Еве го Цаци, поздрав Цаци до тебе да го видиш. Бубачки. И поздрав до баба Минтрески, нормално ми вика јас вакви работи никош нема направам. Ама бате од кога кладов ова другар и од кога направи ова на лов овде, а да не биде на хај спија бате тоа ако не се слуша, ќе видите се. Дека не можам да возам сега, иначе у наредно видео ќе се испуштам многу откиз некаде да. Ајде сега да конта сега Знаеш што ќе речам? Тешко на тие што не се рекреирате, што не спортуват. О, друга, халал ви вирај. Како издржувате. Ефа вака. Да подспуштиме нормално. Малце, за Данхил. Локовите се пуштени. Види, батица, види. Оп, спијата чачето. Види, спија. Ајде, перчето долу. Се надева маголо ќе биде кој што треба. Ночарите тука. Водичето си е тука. И... Ајде, овде. Ајде. Чекай да малце. Опа, нагоре. Да се подкачам. Ќе видиме се како числеја стазичето, али со малце работа се надевам. Опа, може да се среди. Опа, овде, опа. Така. Ајде. Еден, сопуштам многу јас. Овде чај. Друг. Овде се прави, друг. Страшна стаза. Па и овде карпички. Интересно. Чеј сам од тука видам. Кај можем да... Ајде, вака десно да видиме. О, парчето те носи патови. Не ми е верно. Ајде, овде вака нагоре. Опа, што еднаш ова ќе се прегле. Опа. И шуба филм. Еј, овде интересно. Може да го направиме. Опа. Ајде. Вака. Па и овде интересно. Опа, од карпава. Да се легува. И продолжуваме овде натаму. Ајде. Кој фи. Друг. Само абе тој. Што има, овде. Ова е дело тој. Што ви кажувам, што мора да се среди. Види крвојци. Види. Значи на планина војуваме, бате. Затоа ќе слеземе долу во градот. Ќе речите его има, нема его, бате. Убо му е на душата, има направено тоа што треба. И понапред од сите два чекори. Така и да помине овде. Да, овде во грмушкиот двај ќе се избоцкам. Па ќе пуштам одаде. Али убајди, друг, леле, шувај. Море, која енергија јој. Не знам, се чудам искрено. Се чудам шо е ова. Браво, Думбал. Ова е тоа што викам да се подсреди. Се поминува. Боцка. Ки знаеш шо е ова. Ај, крвојци носе. Не ги осеќам. Ајде. Ај. Крвојци. Се од тука. Да видиме. Надолу како ќе биде. Ама малце полево да се бегај. Ќе биде... Чекај да видам. Дали снимам, не знам шо правам. Кизне. Ајде. Оп, снимаме. Добре.
се odmore. Znači mnogo može se napravi. Ajde, apel do site, da pomognite, da se soberimo i pak neće se vozime. Znači može rekao od amaterova da ovo vozi pa do profesionalnic, така. Ubaj. Aba. Čekaj da vidim. Da se razmisli treba sam kada je šel, kako je. Če se najda pa čine se ne vozim brzo za da vidim naredno kada je šel, kako da se analizira. Hop, 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 hu. Ajde druga, ubavim. Se je ovdje. Jedan kaj pomina veće. Može ovdje. Naprimjer se pomeni interesan prevrso karpive. Nego pato. Evo kako što rekao, v grado desno vamo. Može da se isključiš i desno ovdje. Ali kaj sakaš? I desno i lijevo. Se puštam jas po karpi ovdje pa će izbjegam poslije. Pa ću vidim. Hopa. Ajde lijevo. Абе да дойде още един. Така, че го направим стазичево мас, че разгледаме къде ще како некой со визия. Така. Evo ovdje pat ima. Možemo i po nego da odimo. Čekaj da vidim. Evo, to je od levo. Znači od Karpata levo. Da zapamtam. Ajde. Не знаючи кай возејчи. Опа, чекай само момент. Ќе запрем овде, сега вам за кратко. И продолжуваме мараше. Значи не знаючи кај возејчи, ова стазича се направи може да биде многу интересна. И колку интересна за возење, само право. И до стоичи возење. Нагоре, 20 минути. Ете ти стаза. Опа! Ajde ovdje, hej Dumbal, šopreš. Ej, da ne sapuštam mnogo jas. Možda ti ako sapuštam, batica problem. Hej, šuva ovdje. Ajde, op. Ej, koliko loša. Ajde, ubajni. Deno spija, što je ovo? Evo, zašto ova primjer, ovdje cigli miglja se frla. Zašto se to ne mi je jasno. Jeve sam na pato, znači za mnogo kratko. I ta već je новото стазиче, што сакам да го подсредам, али сега не знаючи кај возејчи, така пак испадна добро, не е лошо. Значи да го градиме тоа што го имаме, тоа ми е идејата, мотото. Се е за нас, да не си водиме инает, его големо, така. Само љубов, позитивна енергија, позитивни вибрации, тоа е тоа. Останете со здравје, па кој е за да помогне да направиме стазичево, да помогне. И ви кажав тајната на животот, планинче. И уствари да ме води врати се на почеток, зашто да повторувам. Кој си пати да повторувам? Ајде. И лайк ми, сабскрајб ми нормално. На каналот Думбалчето.
Що би рекол, Тони Санац Михайловски, лепота татин.